përfal shumë, sa ju thash, edhe para se bini këto. Është shumë një kërkesë. Лидерот на ДУИ Али Ахмети не му е лут на досегашниот коалициски партнер за тоа што го прислушувале. Дури тој тврди дека истото му го правеле и СДСМ кога биле на власт. Ахмети исто така нагласи дека ако се утврди дека Груевски е наредбодавецот за масовното прислушување, тогаш тој треба да сноси одговорност. Инаку лидерот на ДУИ избегна да одговори дали ќе прифати да биде дел од идната влада чиј премиер би бил токму Никола Груевски. Дикуш мund të thotë, po nëse Некој може да тврди дека постои инеет предрасуди, занемарување или пак иритација со тоа што бевме во коалиција со ВМРО ДПМН, но јас сум представник на еден народ, на една нација и не действувам врз основа на предрасуди и емоции, туку јас действувам врз основа на разумот и рационалноста. Лидерот на ДУИ истекна дека тој лично нема да биде дел од извршната власт по 11 декември. На прашањето со кој од двете македонски партии би предпочитал да коалицира, Ахмети одговори дека СДСМ и ВМРО ДПМН не се разликуваат воопшто кога се во прашање албанците. Политичките аналитичари во синокешната дебата Клик Плюс имаа различни мислења во однос на ставовите на Ахмети. Во оваа патолошко излагање на Али Ахмети јас успеав да фатам три димензии. Димензијата на катаклизмата, односно неговата желба постојано да има конфликти и да изгориме во истите кои тој сам ги подкопува. Конфликтот кој што го поттикна во Куманово и никогаш не се обиде да го прекине, конфликтот што тој го има како наследено сеќавање од случајот Сопот и кој што никогаш не собра храброст да го спомне. Relevanca kjo, që të dy lider nuk ishën agresiv. За мене релевантно е дека и двајцата лидери не беа агресивни во нивните ставови, не употребија тешки навреди. За поздрав е ставот на господинот Тачи, кој што за прв пат од кога е на политичката сцена зборуваше за себе, а не навредувајќи ги своите политички опоненти како што се однесуваше во минатото. Според аналитичарите и на овие избори нема конкретна и реална политичка понуда на ДУИ. Според нив партијата повторно се базира на платформа од изминатите изборни циклуси. Te kalon fjalën se ta se mbetëm.